Апсолутно. Била во сите фази од мојот живот, тргнувајќи од основно училиште, во период кога денеска е можеби малку тешко да се свати дека единствен извор на литература и информации била библиотеката и два канали на националната телевизија. Ние како ученици и во основно и во средно училиште ни беше библиотеката основно место да ги спремиме наставните предмети, лектирите и така натаму. Главен предизвик беше да дојдете меѓу првите, да ја побарате книгата што ви треба за одреден предмет, бидејќи се случуваше да повеќе не биде достапна и можете да останете без литература, а треба да спремите некоја тема најчесто од македонски јазик, некој дело да го анализирате или животен пат на некој автор, и тоа е денеска тешко сватливо да не можете да дојдете, и трчавме како ученици што побрзо да ја изнајмиме книгата, и се случуваше дури да ја нема повеќе и да ние меѓу нас после се прашваме да не кај тебе те молам врати ја да ја изнајмам јас. Тоа е стварно едно доживување од ученичките, па и студентските денови. Потоа нормално јас бев председател на Македонското научно друштво во периодот од 2012 до 2016 година. Библиотеката ми беше втор дом, бидејќи Македонското научно друштво ја дели истата зграда со библиотеката. Секојдневно комунициравме, не само со раководителите, со техничкиот персонал и така натаму. А сега, како ректор, нормално библиотеката е придружна членка и столб, еден од столбовите на овој универзитет, така да само убави спомени. Па секоја книга е инспирација за себе. Иначе, ако се дуплира некоја книга, не е инспирација, оти веќе видено. Така да, секоја книга е предизвик, а јас ќе кажам една случка. Се дешава кога бев прва година, во летото меѓу прва и втора година. Во втора година се обработуваше Војна и мир. И ни беше како лектира и одем да ја позајмам од библиотеката. Не очекував дека е толку голема, во повеќе тома, и беше шок кога вика кој том, па цела му велам книга на тој што работеше на шалтер, ми ја даде и беше шок, бидејќи беше прво такво обемно дело кое треба во летото да го прочитам за да бидам спремен за втора година гимназија. Така да тоа е како интересна случка, буквално се шокирав, бидејќи до тогаш обично беа еднотомни изданијата во помал обем. И ова е како една анегдота, еве вака, која се уште ја памтам, а иначе препорака да за секој читател дека секоја книга е предизвик и дека нема добра и лоша книга. За некој она што е добро, за друг е лошо, за трети е досадно, за четврти е инспиративно, така да секое пишано дело вреди да се разгледа и потоа и да се прочита, можеби, бидејќи дава одредени видувања на одреден автор.